На 5 март во 18:30 во Музеот на македонската борба, издавачката Куќа Арс Ламина направи промоција на незината книга Костимот во Македонија од појавата на фотографијата до денес. Таа е авторката, всушност Зорка Тодорова Младиновиќ во студиото на Телма. Да, еве сега и официјално ви благодарам за отстапеното време или можноста да помоабитиме на разни теми, освен оваа Костимот во Македонија. Па јас ви благодарам што ме поканивте. Да, што ве натерав од едно снимање да се спојат коцките и да дојдат. Всушност вие станати ста како и јас, негде ја 4:30, вие 5, така? Во 5 сата, да. И кај бевте? Па првин ги облековме тројцата глумци што почнуваат да снимаат. Васил Зафирчев и Кети Илич. Сега се во една убава, не знам како на македонски пилјара се вика. На пилјарница, кај што се наводно се продава еколошка храна и моментално снимаат. Моментално снимаат, да. Мене ме испратива со среќа. За да зборувате за Костимот во Македонија. Иначе филмот е на Јани Бојаджи, мислам нов филм. Како се вика? Утре наутро. Утре наутро. Сега го прашав зашто се вика утре наутро, а не утре сабајле. Кај нас обично се дели утре сабајле. Вика, кога ќе кажеш утре сабајле, тоа значи дека нема да ти се оствари желбата. Ако кажеш утре наутро, има можности да ти се оствари. До тоа било? До тоа било, замислете. Утре наутро? Наутро, да. Утре наутро, утре наутро, утре наутро. Не е да велите утре сабајле. Значи, папа, готово, утре сабајле. Тоа, ништо, нема врска тоа. Нема врска. Така. Ама вам многу желби ви исполнил тој утре наутро, веројатно. Веројатно. Така? Да, певе и тука. Што сум со вас. Така е, да. Ако почнам да зборувам, што се сте правеле по дипломирањето на Националната школа за декоративни уметности во Париз, значи се вработувате во македонската радиотелевизија Скопје тогаш. Во овие студија. Во овие студија? Да. Па значи вие може да ни раскажувате многу како изгледало некогаш. Како костимограф за ТВ серии, драми и музичко-забавни емисии. Истовремено работите костимографи и изиграни филмови. Дел од нив, Мементо, Жет, Истрел, Исправи се Делфина, Црвениот конј, Хај-фај, Војната заврши, така натаму, театарски представи во Драмски, Кумановски театар, Битолски театар, Театар на националности, Театар Пралипа, ИТН. Па ние можеме до ова, до... Да, ИТН. Колку пати сте си замислиле утре наутро? За да ви се исполнат соништата? Па, не мислам многу. Не? Не мислам, не. Не планирам, ама си доаѓаат сами од себе. Случајно. Колку мислевте дека ќе дојдат луѓе кога излегоа тамо 200 луѓе на тоа промоцијата? Па не знам, ние планиравме 50 на луѓе. Многу беше интересно во книгата, некаде на 56-та страна, има една фотографија фамилиарна моја, на мојата баба од мајка, сликана 1910 година на незината свадба. И она носи една пелерина, многу убава пелерина од плиш, па везена со монистра, со јака, мислам, многу убава. И таа пелерина, за дивно чудо, уште ја чуваме. Ми дојдоа 8 први братучетки по мајка. Ги поканив сите и сите дојдова. И ја донесовме пелерината. Јас ја ставив пелерината на мене и им кажав на сите дека ни е тоа наследство од нашата баба, која за жал многу рано починала и не доживеала да има 19 внуци што бевме од таа страна на мајка ми. Така е, да. Како моден креатор, како нели дел од костимографи, така натаму, што сте работела, има ли некој миг кој што вака ви е во сеќавање или сите ги паметите вака, како сега? Па се си одеше спонтано и брзо. Мислам и кога ќе размислувам, најповеќе сакам да работам на филм. На филм? На филм, тоа ми е, да. Најинтересно, највозбудливо и има многу голема динамика, веројатно ја сакам динамиката. Инаку што се десува до пишувањето, кога бев малечка сонував писателка да бидам, нормално како сите. Ми објавуваа повестниците песнички, раскази, готово. Да, сте били и новинар, да речеме, моден новинар. После бев, да, па немаше кој да пишува тогаш за мода од Франција. Не сум знаела дека имало и текстилен информатор во тоа време. Да, има. Не, текстилен информатор се појави некаде
меѓу 80 и 90 година, ама не траеше долго. Беше строго наменето за текстилната индустрија во Македонија. За текстилната индустрија, така. Ама сте биле дел од Екран, Вечер, Починка, Нова Македонија, журнал, Просвитена жена и така натаму и така натаму. Праќав, мислам, новости, имав можности додека студира во Париз да посетувам оние убавите модни реви на висока мода. Ми даваше влезнице мојата професорка, така да можев убави нешта да пишувам и за таа висока мода, што кај нас се уште не беше познате, ние тогаш едва имавме телевизија. Што се однесува до ова, стигнавме од таму каде тргна целата идеја од писателското во вас, така натаму, но велат за вас, вели Тодорова Младеновиќ создава читлив и рецептивен текст, интересен за стручната јавност, но и за секој љубопитник што го интересира развојот на обликата во Македонија, од првите фотографски записи па до денес. Вели стилот на пишување е белетризиран и збогатен со цитати од македонската книжевност, конкретно од романот Крпен живот на Столе Попов. Еве јас овде застанам. Да. И па застанете, на пример, Стале Попов. Да. Столе Попов, режисерот. Стале Попов го познавав како малечка. Случајно ми е некој далече роднина и татко ми ме носеше кај него да ми ги види расказите и пестичките. Мислам, ептен имам убави спомени. Ги имам читано сите негови книги, многу ги сакам и многу веродостојно зборува за еден живот што веќе го нема. Нема траги од такво живење. Така да се што можев да најдам во врска со облекувањето го стави во книгата. Да. Што би рекла ако треба во неколку реченици да ја раскажете костимот во Македонија од појавата на фотографијата до денес? Како би го опишале ова? Па како да објаснам, на пример за Прашина на Милчо Манчевски и за До Балчак на Столе Попов. Сега Столе. Да, собирав многу документација на фотографии од тие периоди. После кога ги правев восочните фигури во музеот, добивав и барав литература од тие времења кога тие луѓе постоеле, мислам, живееле. И тоа ме инспирира да направам еден склоп на облеки од појавата на фотографијата до денес, затоа што мислев тоа што ќе го кажам и ќе го покажам преку фотографијата. Бидејќи јас не сум научник и некој истражувач. И така книгата ја поделив на 5 дела. Првиот е фолклорот, се разбира. За него имав доста податоци, бидејќи Здравев Ѓорги, професор беше на етнологија, мислам, мој многу добар другар. Темелито има објавено една книга за македонскиот костим. Втората тема ми беше комитскиот костим, бидејќи имав многу фотографии, текстови, нема многу за тој период. Така, мислам, анализирајќи, направив еден развој на костимот од комитскиот во Македонија. После третиот дел е Ала Турка, Ала Франка, мислам за тој има податоци, и фотографии. Па потоа дојде меѓу двете светски војни и на крајот од 45 година наваму. Сега за тој период нема многу пишувано. Мислам податоци кај што ќе се види развојот на нашата текстилна индустрија, поготово на се како сме се облекувале, каде сме ги носеле, отцрпеле идеите за облеката и преку фотографиите, текстовите успеав да направам еден преглед и дојдов до 20 век. Во втората половина од 75-та па натаму сум активен учесник во модата. Во креирањето. Во креирањето правев и јас модни реви. Мислам, дури неколку самостални модни реви има во Континентал. Потоа работев формиравме во Интекс, Созете Интекс се викаше, што обслужуваше 25 текстилни фабрики во Македонија и формиравме таму Центар за мода и креација, во која што работевме 3 креаторки и ги обслужувавме фабриките со
модели со тоа што треба да се произведува индустријски за потребите не на Македонија, него на Југославија и тоа што извезува. Знаете како сега ме подсетувате само на еден миг што цело време си го муабитиме за овие ние кои што знаеме и како било во некогашна Југославија кога ќе купиш нешто. Како беше кога ќе купиш одело или некое парче облека, тоа ако добро го чуваш во својот шифонер може да те служи и ден денес. И ден денеска, точно така, квалитетот се изработуваше, на високо ниво. Меѓутоа беше конфекција, не беше некоја висока мода. Така е, да. Наменето за поширок, мислам, круг на луѓе, да, поширока публика. Да, публика. Така е, да. Ајде во последниве минути само да ве чипнам околу она што значи да се дружиш со, да речеме, кого ми кажавте, Неда Арнерич, така? Да, добро, со глумците мислите, така е, да, на филм или не знам, Исправи се Делфина, па ве комуницира Она и во Истрел играше на Какви се тие луѓе од блиску? Па скромни, обични, мислат на својата улога, мислам. Еве и денеска опште сабајле дојдова глумците да се облечат, да се уклопат во улогата, да. Така, и така, мислам, интересно е. Интересно е на филм најмногу велите. Да. Да. Најдинамично и се. Па да. Не откриваме години, оние кои што знаат да читаат, нека си прочитаат. Па нека прочитаат. Да. Што да прави? Ама вие не се откажувате од филмови, а ние не се откажуваме од тоа. Видов дека имам се уште енергија и сакам да работам. Сега, навистина треба на младите да им оставиш, меѓутоа... Како сте рекле, Сабајле, што барам овде? Што барам овде, да. Па во 5 сатот со глумци, со млади луѓе, кој шминка, кој трча по светло. И викате, што мајка барам овде? Што барам, ама убаво ми. Убаво ми. Да. Така што да кажеме дека на полиците на литература МК може да ја купат или да ја добијат оваа книга сите. Костимот во Македонија, ние видовме и позади еве стои сите кои што беа и можеа да дојдат, ке може да ја добијат оваа и да се образуваме сите, нели, за љубопитните, за сите нас и да научиме нешто за Костимот во Македонија. Книга, него наменета за поширока јавност, а и за оние што сакаат да се занимаваат со облека, бидејќи и модните креатори треба темелите да ги вадат од облеките што постоеле. Така е, да. Па и сите големи креатори се инспирираат од некаде, мислам, од некој костим и така. Така е. Да. Ви благодарам, ви посакувам уште долго да ве држи вака убаво во расположение и да одите уште на многу филмови и да ни раскажете уште многу работи. Ви благодарам многу.